Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска моја гостинка да биде професор доктор Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Добре дојавте. Добре најдов. Професорке, голем ден е денеска. 154 години од раѓањето на Гоце Делчев. Гоце Делчев, неба дијала велат Гоце Македонија, ќе зборуваме малку за тоа и потоа, но еве, како започнува животописот на овој голем македонец Горостас? Па можеби и немаме ние збор во македонскиот јазик, да, Горостас е. Јас би рекла малце и повеќе, меѓутоа колку е нашата свест да го испочитуваме и да го славиме она што тој ни го оставил, затоа што се слави некое наследство кое што буквално никој друг го нема освен нас на Балканот. Меѓутоа, добро, ајде да зборуваме малку и за Гоцета, нешто како историски час, меѓутоа јас не љубам многу да одам со фактографија, затоа што тоа може да го прочитате на интернет. Јас би сакала да одиме со некои поинтересни моменти кои што јас сметам дека се поинтересни и кои што чинам дека помалку ги знае македонскиот народ, а се исто така многу битни и исто така се врзани со Гоцета Делчев. Значи тој е роден пред 154 години во 1872 година, на денешен ден, од мајка Султана, татко Никола и има вкупно 8 браќа и сестри. Неговото школување е врзано со една приказна која што ја раскажуваат бидејќи татко му бил многу строг родител и имал чувство дека Гоце треба, или синовите нормално, да го наследат неговото знаење и неговиот занает. Меѓутоа Гоце Делчев, односно Ѓорѓи, нагален од мајка му наречен Гоце, секогаш бил голем љубител на читањето. Така што татко му кога видел дека навистина од ова дете не бидува за занаетот за кој што тој е оспособен, тогаш си дозволил да го запише во училиште. Во Кукуш го завршува основното образование, меѓутоа неговото следно образование се одвива во Солун и во Софија. Во Софија завршува воена академија, меѓутоа не го завршува оној дел да биде воено лице, туку пред време го изфрлаат буквално го изфрлаат од академијата поради тоа што таму шири некои социјалистички идеи и останува само со дипломата дека има завршено 4 години од тоа образование. Пак ќе кажам, значи не ја добива дипломата за воено лице или воен кадет. Така што после тоа во 1894 година се враќа во Штип. Во Штип бидува учител во училиштето, Штипското училиште, и таму предава 4 предмети: историја, географија, француски јазик и геометрија. Во тоа време, значи кога тој учителствува во Штип, доаѓа и Даме Груев, и тие се едни од најголемите носители или да речеме стожери на македонската револуционарна организација. Подоцна, иако Гоце Делчев бил поканет, меѓутоа не учествувал во организирањето на ВМРО во Солун 1893 година. Она што после го направил, значи во 1894 година е пристапувањето кон ВМРО и неговата борба, неговата работа на ангажирање, на привлекување и на буквално анимирање на секој оној човек кој што ги делел неговите идеи, односно нивните веќе идеи, затоа што организацијата постои. Тоа било самостојна македонска држава, надвор од било какви туѓи влијанија, надвор од било каква туѓа интервенција, бидејќи секогаш тој имал во предвид или зборувал дека доколку било кој нам ни помогне, ние ќе бидеме нивни фактички
луѓе кои што утре други ден ќе ги исползуваат, говорејќи им дека тие ги ослободиле. И така ќе не приклучуваат текон ова земја, текон онаа држава, текон оваа држава, текон онаа. Така што ние никогаш нема да си бидеме своји на своето. Многу е позната и она негова изрека дека додека неговото раме крепи пушка, Македонија нема да види бугарски војник. Така што тоа му е фактички наговестувањето, дека никој од ниту една страна, ниту од бугарска, ниту од српска, ниту од грчка, бидејќи во тоа време мораме да кажеме дека и грчката патриаршија и грчката црква имале големо влијание во тие предели, односно и во Пиринска, и во Егејска, и во Пиринска, и во Вардарска Македонија. Така што целиот македонски народ бил поделен и на патриаршисти, на екзархисти, исти, меѓутоа не биле сите исти со идеите на Гоце Делчев. Така што неговата врвица е многу интересна. Она што е за мене многу важно, чинам дека и за нас треба да биде важно, е тоа дека народот во Гоце Делчев видел некоја топлина. Човек кој што апсолутно никогаш не ги изневерил, барем народот имал такво чувство и народот се што работел и се што правел било во насока да се заштити Гоце Делчев од било какви влијани или било каква можност османлиите да дојдат до него или било кој од оние кои што буквално биле платеници, кодаши, да го најдат, да го подкажат и да биде тој ликвидиран. Има една многу интересна случка, која што ете, јас би сакала да ја кажам, во случајов која што напати можете некаде да ја видите и да ја прочитате, меѓутоа верувам дека сите знаат за Дончо Штипјанчето. Ретко кој знае зошто Дончо Штипјанчето во македонската историја е толку битен. Дончо Штипјанчето е Андон, инаку едно момче кое што превезувало со своите каравани ориз. Поминува, значи, до Битола оди, поминува од Штип преку Прилеп и оди во Битола на пазар. Во сабота оди во Прилеп на пазар, во недела оди во Битола. И бидејќи бил многу конспиративен и бил буквално оддаден на целата работа во организацијата, тој добива задача да оди да пренесува бомби. Меѓутоа, бомбите биле скриени во вреќите со ориз и во една прилика, сакајќи или барајќи тутун, османлиите ги проверувале сите кочи и сите товари на коњите. И удирајќи со бајонети во самите вреќи, удриле на железо. И тогаш, нели, го уапсиле Дончо Штипјанчето, ги нашле бомбите, меѓутоа Дончо Штипјанчето тврдел дека тоа му го има подметнато трговецот кој што му го пакувал, односно откаде што го зел оризот, и дека не се негови. Меѓутоа, добро, османлиите не поверувале, го осудиле на 100 години, 101 година на тешка робја, го ставиле во една келија, во која што не можел ниту да легне, ниту да седне. Значи, просто бил цело време, бил измачуван до смрт, меѓутоа Дончо Штипјанчето никогаш и за ништо не го обвинил или не кажал дека бил испратен по директна иницијатива или по директна наредба на Гоце Делчев. Потоа, знаејќи за врските, односно за блискоста на Дончо Штипјанчето со Гоце Делчев, во Штип кај макамот го вика Гоцета и почнува да го испрашува, нели, имајќи сознанија предходни за тоа колку Гоце Делчев имал влијание врз Дончо Штипјанчето, меѓутоа ниту еден од сите тие аргументи кои што тој ги изнесувал, апсолутно не држеле. И Гоце имал одговор на се она што тој изборувал, така што тоа отпаднало. И како што бива секогаш, пак ќе се најде некој кодаш.
Пак го обвинеле Гоцето за провалата, таа се вика, нели? Провалата на Дончо Штипјанчето, која што значела раскринкување, да речеме, во еден даден момент на конспирацијата на организацијата. Меѓутоа, таа провала била и уште еден сигнал дека меѓу нив има некој кој што подкажува и кој што им ги става на тацна информациите на османлиите за тоа што работи организацијата и се била нарушена конспирацијата. Еден таков, значи, муабет одуше науше, стасува до Кајмакамот во Скопје и повторно Гоце Делчев бил заробен, еден месец има лежено во Куршумлијан, тогаш бил најозлогласениот, да речем, затвор. И меѓутоа, после еден месец повторно, немајќи никакви докази, материјални, било какви докази, бидејќи Дончо Штипјанчето буквално ништо не издавал и сите околу него што биле пријателите негови, ништо од сето тоа не издале, така што Гоце Делчев повторно бил пуштен без никакво обвинение и приказната, значи, цела, ја раскажувам само затоа да кажам до кој степен тие му верувале, до кој степен едноставно се оддавале на работата на организацијата и до кој степен верувале дека Гоце Делчев е оној повиканиот да го води македонскиот народ, а тие се оние кои што не смеат да го издадат, за да може тој и понатаму да продолжи да ја работи онаа работа која што до тогаш ја работел. Што работел Гоце Делчев? Буквално Гоце Делчев работел се. Во еден момент кога почувствувал дека во македонската организација има проблеми околу доставување на оружје, околу собирање, односно анимирање на поголем број на членови за револуционерната организација, тој воочува дека треба да се направи некаква си организација која што ќе биде место на сплотување на македонското население и тогаш тој почнува да работи сред селското население. Населението нормално секогаш си бара човек кој што би можел да му помогне, меѓутоа во случајот на Гоце Делчев испаднало дека многу повеќе населението му помагало на Гоцето отколку Гоце што можел во тој момент да помогне. Гоце бил оној кој што води, а сите останати буквално верувајќи во неговата моќ и во неговата сила, го следеле безпоговорно. После тоа тој го организира еден четнички институт. Четничкиот институт потоа прави, институт за четите. Институтот за четите потоа отвара и четнички школи. Во тие школи се обучуваат сега веќе оние луѓе кои што се приклучуваат кон организацијата, меѓутоа никогаш до тогаш немале пристап до оружје. Така што тој четнички институт ја создал и фактички војската, реално. Во тој период, значи, сега не ја замислуваме војската како денешнава војска. Значи, зборуваме за луѓе кои што требало да поминат, да речеме, од Прилеп до Битола за 3 дена. Одат пешки, одат со коњи, одат... Во тој стил, значи, тој ги организира четничките четите, со тоа што ги поврзува меѓу себе во најразличните области, затоа што сите области се поделени на околии и секој од околиите си има свој курир, си има свој линк, врски, преку кои што врски Гоце Делчев се обидел, односно и направил, една шифрирана азбука. Затоа што, мислејќи или верувајќи дека имаат можност да бидат фатени куририте, или пак да бидат издадени од некои од кодошите, Гоце Делчев, правејќи таа азбука, шифрирана азбука, само на 2-3 им било кажано што значи и како едно дадено писмо треба да биде прочитано.
Така што целата таа конспирација, целата таа идеја, сите тие институти, правилници, сето тоа е дело буквално на Гоце Делчев. Кога веќе се става на кантар, што може би е најважно за Гоце Делчев, јас би рекла дека во работата на организацијата, тоа е 1906 година, кога Гоце Делчев буквално веќе е внесен во она што се вика водство, организација, целосна агитација, значи целиот свој живот. Ќе речам дека целиот свој живот тој го има дадено на организацијата. Значи, ако рековме дека 1903 тој загинува, меѓутоа 1903 тој го покажува и вистинското лице на еден водач кој создавајќи еве ќе ја наречам дури и совршена организација, бидејќи била покриена со сите можни потребни тела, со војска, со логистика, со се. Значи, организацијата била направена онака како што веројатно денеска е државата построена. И во 1903 кажувам дека тој, имајќи предвид што се е направено, решава дека на одлуката на Солунскиот конгрес во јануари 1903 година, тој треба да даде едно одречно не, бидејќи одлуката од јануари 1903 година се однесува на кревање на едно востание, кое што е Крушевското востание. Меѓутоа, тој смета дека не е доволно подготвен народот, дека се уште нема доволно обучени војници, односно селани. Дека се уште нема доволно позадински подготовки. Знаете дека за тие војници, за таа војска треба и храна, треба и облека, треба и... Значи се, она што било потрепштина на секоја една нормална војска. И застанува зад идејата дека ќе мора да се разубедат другите пријатели, другите другари во организацијата, дека нивната одлука за кревање на востание е предвремена и дека е се уште народот неподготвен и дека ќе го испратат буквално на бојното поле како глинени гулаби. Меѓутоа, неговиот пат застанува во Баница на 4 мај 1903 година. Гоце е убиен и може би едно од најпотресните кажувања за неговата смрт е она што го има напишано Димо Хаџидимов, кога кажува дека 15 часа стоеле над мртвиот Гоце, дека го прегрнувале и го молеле да стане, дека тој не баре бил навален над кобната и проколната Македонија. Народот, да, го обжалил во тој момент, ја оджалил во моментот таа тажна вест, меѓутоа никогаш, еве до ден денес, мислам дека Гоце не излегол или не е потиснат во ничие македонско семејство, во никој македонец или во никој од оние кои што навистина знаеме да ја цениме сопствената историја и да го цениме се она што Гоце го дал за нас. Колку неговата смрт на 4 мај 1903 е директно поврзана со неуспехот на Илинденското востание? Како што кажавте, тој бил апсолутно против
бидејќи факт било дека е приурането, колку е поврзана неговата смрт токму со уништувањето на она што следи, бидејќи неминовно е, бидејќи Гоце го нема, самото тоа што го нема Гоце, а не па она што ќе било направено од него и оние најблиските до него, како прво да се спречи восстанието, а па и да го има да биде многу поинакво од она што било. Колку е сето тоа поврзано и колку е причина да го убијат, да не речам. Токму Па лично мислам дека токму во смртта на Гоцета може да се види и да се стави на кантар и неуспехот на восстанието. Зошто би било сето тоа? Затоа што Гоце бил, кажав, синоним на борба за нешто за кое што народот копнел. Значи 500 години зборуваме, не зборуваме ден-два. Ако Гоце бил она звезда водилка за борба, од која што треба да излезе македонскиот народ како победник и да има своја држава, да има своја република, да има се свое. Тогаш згаснувањето на таа звезда делувало погубно, не само на оние кои што му биле најблиски и кои што верувале дека неговата одлука да не се крева восстание е исправна, туку делувала и стимулирачки на оние пак кои што се противеле на неговата одлука. Тие имале веќе зацртано дека треба да се крене восстание. Тоа восстание веќе требало да биде во најмала рака пробно. Затоа што доколку имате вие сознанија од еден Гоце и од неговите најблиски луѓе дека сето тоа кое што сега го работите, односно кое што го спремате е недоволно подготвено, бидејќи Гоце и неговите најблиски луѓе точно знаеле со колку оружје се располага, со колку луѓе се располага. Во даден момент, значи, тој имал такви организацијски способности што ништо не му пребегувало, дури ни од, да речеме, од воено-заднинските органи, и оттаму имал информации, оттаму знаел се што се случува. Така што вие кога ќе го работите, односно еве ние како историчари, кога ќе го работиме Гоце Делчев, ние имаме милион полиња за работа на Гоце Делчев. Дали ќе работите социјала? Затоа што народот него го обожувал. Тој бил како спасител, месија. Кога ќе влезал тој во едно село, цело село буквално работело, храна, собирале, облека, се што требало за Гоце, меѓутоа никој не го предал. И затоа тој бил, да речеме, и толку конспиративен, затоа што доколку во едно одредено село би го нашле него, тогаш би страдало цело село. Имајќи предвид и фактот дека тој секогаш се грижал за народот тоа го чувствувал. И народот бил воодушевен од тоа што може да помогне, не морало да биде Гоце во едно село. Меѓутоа Гоце рекол, Ахил, значи, знаете кој е Ахил? Ахил е фактички синонимот, односно псевдонимот на Гоцета. И кога ќе речеле Ахил рече, значи тоа е закон. Не закон затоа што имало и турски закони, имало, мислам, османлиски закони. Меѓутоа, тоа бил закон на зборот, на почита, на човек кој што вие од срце го цените и го сакате. И знаете дека тој се жртвува, меѓутоа се жртвува и за вас. Па тогаш народот тоа го чувствува и тој народ после тоа се жртвува и за него. Така што да, јас мислам, според се она што имам прочитано и за Гоцета и за Илинденското восстание, тие се две нешта кои што можат многу лесно да се поврцат, многу лесно да се објасни зошто Илинденското восстание, односно зошто духот на народот за време на Илинденското восстание бил толку потиштен, меѓутоа и толку пак сакале да се оддолжат, да им се осветат, може би подобро, на османлиите за погубувањето, односно за убивањето на Гоце Делчев, што тоа восстание те успеало да ја анимира светската јавност. Светската јавност после тоа, гледајќи ги, така да речем, зверствата на османлиите кон македонското население, веќе испраќа и оној
неколку души од Балканскиот комитет. Тоа се обично се мисионери кои што требало нели да донесат некоја помош за населението, после тоа да анимираат некои други организации кои што исто така би помогнале за заживување на населението во тие области, бидејќи сето тоа било пеплосано, било многу голем број од населението во тие краишта, во Пелагониско, во Крушевско, заминува за Бугарија. Од тука и Илиденската организација 1920 година. Значи тоа е не можам да одделам што е поважно, меѓутоа имајќи предвид харизмата на Гоцета Делчев, не можам да не речам дека јас како историчар го преферирам ликот и делото на Гоце, меѓутоа апсолутно не можам ни да го потценам трудот и жртвите и саможртвите кои што ги дале македонските револуционери во време на Илинденското востание. Двата, пак ќе кажам, настани се наши светилници. Двата, едниот лик и едниот настан се наши светилници. Се до оној момент додека веројатно Диши, последниот македонец, така ќе остане, затоа што секој од нас што едноставно не ја сака, туку живее за Македонија, не може поинаку да се чувствува, освен онака како што таков и овој ден, значи за нас, да речеме, важен и многу битен. И од една страна пак размислувам многу често за тоа како ние му се одолжуваме на Гоцета, затоа што имам чувство дека оние кодоши од кои што Гоце се плашел се уште ги има меѓу нас. Не мислам неистите, туку тоа се кодоши по карактерна црта, карактерна особина. Луѓе кои што не можат на ниту еден начин друг да постигнат нешто. Луѓе кои што со својот труд или својата хајде интелигенција ќе ја наречеме, не би постигнале ништо во животот. Меѓутоа ќе ги видите во даден момент на некое си место кое што апсолутно не го ни сонувале дека ќе го постигнат, а таму се. А како дошле до таму, тоа е фактички преку копање дупка. Да, копање дупка на другиот и газење преку човекот. Но нема срам за да го направат тоа. Тоа е жал. Професорке, токму како што кажавте, прекарот на Гоце Делчев е Ахил, а неговата Ахилова пета пак испаднале токму оние што ги спомнавте, предамниците. И не Бадијала, една од неговите најпознати мисли е: јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови, изроди на како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа. Толку одамна кажано, а толку соодветно за жал и на денешницата, нели? Во еден момент Македонската револуционерна организација, зашто ја зборувам Македонска револуционерна организација, ќе ви кажам. Значи, Македонска револуционерна организација е создадена како ВМРО. И кога вие зборувате во даден период ТМРО, ВМРО, ВМРО, значи ние зборуваме за различни периоди, меѓутоа иста една организација која што во даден момент преживува некаков си некаква трансформација и развој. Гоце Делчев во даден момент на формирањето на сите оние чети кои што ги спомнавме, селска полиција има создадено, буквално држава. Има едни документи во кои што се вика дека во тоа време во османлиската држава постоела тајна држава.
Значи, кога ќе видите каква е конструкцијата која што Гоце Делчев ја има создадено во организацијата, односно на територијата, целата територија на Македонија, тогаш вие ќе видите дека она за што зборуваат документите е таа тајна држава. Значи, османлите имаат некоја си информација за се она како е построена организацијата. И тие имале многу голем страв сега. Значи, од една страна има документи во кои што се зборува дека османли од високите кругови со пиетет зборуваат за Гоцета Делчев. Демек, јас би сакал да го видам тој јунак, не со подсмев, туку со восхит. Затоа што на една империја вие да и се спротивставите на вистина, треба да има нешто во вас. Меѓутоа, кај Гоцета најважната работа била харизмата, неговото сваќање или неговото прифаќање, дека народот е оној кој што е државата и народот е оној кој што со него доколку тргне тој нема да има никакви проблеми за да го изоди патот по кој што тргнал да оди. Тргнал да оди по многу трновит пат. Знаете, она латинската пераспера ад астра, значи преку трњето до звездите. Тој стасал до звездите иако не дошол до неговата цел, значи до македонска држава, до слобода, до сето тоа. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека сите премрежија кои што македонската организација ги има преживеано после смртта на Гоцета Делчев, сето тоа оди повторно под името или под споменот на Гоцета, затоа што тие чувствувале потреба да го продолжат делото. Јас ќе спомнам еден многу интересен текст на Димо Хаџидимов. Тој е напишан 1924 година, на 6 април излегува во Гоцевиот лист. И вика, тој плаче, 3 точки. И кажува зошто Гоце плаче. Гоце плаче затоа што не сме единствени. Гоце плаче затоа што сега веќе сме разнебитени и не можеме да одиме по неговиот пат. Не можеме да ја добиеме на овој начин македонската слобода, она што ние, значи, долги години го работиме или го сонуваме. Тој плаче затоа што младината ни е разнебитена, затоа што... Значи, сите оние моменти кои што во тој момент Димо Хаџидимов ги гледал како недостатоци во конституцијата на организацијата, меѓутоа како дадени параметри од Гоцета Делчев. За на крајот да заврши дека Гоце плаче за ние да се обединиме, да ја оствариме неговата идеја и да ја видиме Македонија повторно, Македонија ослободена и цела. Значи, тоа му било, бидејќи и Гоце Делчев по многу пати имал кажувано дека нели ќе не разнебитат, чавки очи ќе ни вадат, ќе не делат меѓу нив како пара за подкусурување. Сето тоа го пишува и Димо Хаџидимов во тоа негово писмо и мислам дека ретка една состојба на човек, зборувам сега за Димо Хаџидимов, ретка една состојба на човек кој што толку болка излеал во две странички кои што се објавени, пак ќе кажам, во Гоцевиот лист. Гоцевата тајна не е само тоа што нели тој бил ерудит во однос на тие луѓе со кои што се движел народот, зборуваме, односно бил прешколуван, пренашетан во однос на сите, но тој бил човек од народот и ја себе денеска читав некои работи исто така, тој директно учествувал во тие четничките одреди каде што казнувале одроди, предавници, казнувале и турци кои што претерувале, казнувале па дури од женскиот род оние кои што правеле, знаеме што правеле, нели? Сето тоа било и во негова надлежност, директно тој бил меѓу народот, но тој, што велат, не е така да гледа во страна, и тој ги валка врацете, односно работел се што треба, како што кажавте и вие за организацијата, меѓу народот, и претпоставам дека и тоа симнување на тоа ниво што за некого би било нели невозможно и несвојствено, тој го правел тоа и затоа народот се поистоветувал со него, нели.
Вака сега, значи, кога го прави Четничкиот институт и четите, Гоце Делчев сам вршел инспекција. Можете да замислите на толкова територија? Да. Нешто не верувал. Туку Тој многу работа бара, имал, да. тој имал луѓе кои што му биле, да речеме, патеводители, доверливи луѓе за било која работа. Меѓутоа, инспекцијата која што тој сакал да ја прави, не се однесува само да ги потапка по рамо и да им рече да, ова е добро. Она што кај Гоце пак било многу големо и многу важно за сите оние кои што го следеле. Кога на Гоцета ќе му кажале дека ова и ова не ти е во ред затоа што ова може да биде во ред во другиот округ, да речеме во било којате, Петричкиот, да е Битолскиот, било каде, тоа може да важи за таму, меѓутоа за кај нас ова не важи. Тогаш Гоце се повлекувал. И Гоце прифаќал дека во нешто сгрешил. Денеска тоа го не можете да го видите. Ние сме сите безгрешни. Меѓутоа, тие и такви, да речам, однесувања, ете селската милиција. Ви кажав тајната држава, инспекцијската дејност, Четничкиот институт. Сето тоа бара многу големи жртви, зборувам собствени, затоа што тој да ја помине таа територија, не му требале денови и денови и години. Ама сето тоа сепак го правил. Од желба, нормално, тој е човек од 31 година кога загинува, нема собствено семејство, нема формирано семејство, едноставно нема време тој за себе. Се што имал, се и дал на Македонија. Тоа е оној фактички патеводител кој што после неговата смрт ги водел и македонските револуционери, затоа што ако кажам дека првиот партизански одред е Гоце Делчев, тоа значи дека меморијата на Гоцета никогаш не исчезнала од македонското ткиво, од македонскиот народ. Се, значи, повторно ќе кажам, се она што било правено во име на Гоцета или по барање на Гоцета, значи, сето тоа било со задоволство работено, затоа што секогаш, еве, како што на твојата маичка стои Гоце Делчев, ним во главата им стоел, се извинувам, Гоце Делчев. Уште еден показател ќе кажам за Гоце Делчев. Значи, 1903 година тој загинува. 1907 година Михаил Чаков оди тамо во Баница и го откопува. Не сакајќи таму да останат останките на Гоце Делчев. Го откопува и ги става останките во едно чекмеже, во едно ковчеже, ги остава во црквата, во селото. Надевајќи се дека ќе дојде време кога едноставно тие мошти, тие останки ќе можат да се пренесат на друго место. Меѓутоа, најголемата и најважната идеја им била дека треба да го исполнат абанетот на Гоцета и да ги донесат останките во главниот град на слободната македонска држава. Во 1920 година се формира во Софија и Илинденска организација. Зошто е важна таа Илинденска организација? 90% од тие луѓе, можеби и повеќе, се учесници во Илинденското востание кои што пребегуваат на територија на Бугарија, затоа што не можеле нормално да ги трпат репресиите кои што им се случувале во Македонија, мислам во Османската империја. Одејќи таму тие се групираат, создаваат своја организација, имаат своји граници, имаат на неколку места, меѓутоа идејата дека Гоце Делчев е таму некаде, не можеле да ја надминат и се обидувале на секој можен начин Гоце Делчев, односно останките на Гоце Делчев да ги земат, да ги чуваат. И имајќи предвид дека истиот тој Михаил Чаков, кој што знаел каде е чекмежето, односно ковчежето со тие останки, ги зел од
Баница, од црквата во Баница и ги пренесува во Софија. После тоа, значи, до 1946 година останките остануваат таму во Софија и кога веќе се ослободува Македонија и кога Скопје е прогласен за главен град, тогаш или денската организација го исполнува аманетот на Гоце Делчев и доаѓа до договор меѓудржавен меѓу Југославија и меѓу Бугарија и останките на Гоцета Делчев требало да се пренесат од Софија во специјален, нели го имаме тој саркофаг видено. Во Скопје, меѓутоа, многу е важно да кажам нешто што ете во тие моменти било многу потресно. Македонците сите се облекле во најубавата одежда, така пишува во документите. Излегле да го испратат Гоцета со целата нивна душа, со најчистите чувства. Меѓутоа, кога поминувал саркофагот меѓу тие луѓе, сите кликнувале на земја, наведнувале глава и се додека не помине саркофагот, тие не ја кревале главата. Значи, такво едно чувство на пиетет, чувство на почит, на едноставно на нешто што не може, многу е посилно од, да речеме, на обична значи не можам да најдам соодветен збор кој што ќе искаже толкавата љубов или стравопочитување или се и се што собрано во една, во едно чувство кое што вас и после толку години од неговата смрт, после толку перипети со неговите останки, ќе ве држи во кондиција и ќе ве тера да се наведнете пред неговиот саркофаг. Доаѓањето во Скопје нормално, тука е веќе последната негова станица и мислам дека, барем јас така мислам, дека секое едно училиште и секој еден професор по историја треба барем еднаш да ги донесе децата во Скопје, да им раскаже барем дел, многу мал дел од животот на Гоцета, затоа што јас преска реков, кога работиме Гоце, онака како што тој или колку што тој придонел, ние треба да офатиме и социјалата, и војска, значи се, од сите можни елементи и аспекти, да. Имаме уште теми за Гоце Делчев да зборуваме, уште многу реално можеме цел ден да зборуваме, има што да се зборува, но мора да одиме со кусиот блок реклами, со нас е професорката Тодоровска, се враќаме веднаш по нив, останете со нас. Се враќаме во За или против. Моја гостинка е професорката Катерина Тодоровска. Зборуваме за Гоце Делчев, овој огромен, голем ден, 154 години од неговото раѓање. За жал, еве да почнам со нешто, да се вратиме малку 4 години наназад. Не добивте денар од државата да прославите 150 годишнина на овој горостас. Немаше денар, че не дадоа, не се осмелија заради тоа што го правеа со бугарите и денес го прават, ама за среќа сега се во длабока опозиција и легала, да не речам. Да, со тоа пресконференциите вуци не излегуваат, но не добивте денар и државата со ништо немаше да го одбележи тој ден 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Како не им беше срам, професор? Знам, вие се само организиравте се, ама истите оние кои што денеска простете честитаат празник, па ваков бил Гоце, таков бил Гоце, сега го величаат, па зборуваат и Македонија. Тогаш и Гоце беше за Северна Македонија и сакал да одиме во НАТО и денеска зборуваа во тој контекст за Европската унија. Гоце знаел за Европската унија, мислам какви Европската унија не постоела. Извинете. Значи сега се амнестираш себе си. Затоа што мене тогаш кога ми беше дадена таа чест да бидам председател на организационен одбор за прослава на 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, јас дојдов во емисија кај тебе.
изборувавме за Гоце Делчев, за се. Изборувавме колку малку ние посветуваме внимание на Гоце Делчев. Ја спомнавме тогашната власт. И поради тоа, барем така беше информацијата, нема да добиете ниту денар. Така што ти си виновникот за тоа. И за војната во Виетнам, и за Украина. Така. Смејата на страна. Значи, ова е вистина. Ве казнија и вас, и македонскиот народ, и сите. Нам ни направија услуга. Кој беше министер за култура? Она... Бисерната? Бисера. Црната бисера. Вечерва на нека друга телевизија треба да биде и да дели ум. Знам само дека објаснувањето беше дека јас сум зборувала нешто против нејзината партија и нема пари за Гоце Делчев. И јас си испратив една порака дека таа е министер на Република Македонија, не е министер на нејзината партија, и дека парите кои што се во министерството треба да се распределат најмногу за значајни настани и значајни имиња од македонската историја, затоа што преку чувањето на коренот ние си ја чуваме и иднината. Меѓутоа, очигледно дека не се разбравме ние со неа, јас со неа, ние направивме, независно од тоа што не ни дадоа ниту денар, во тоа време да бидам уште поконкретна, имав и многу лош човек кој што беше директор на Институтот за национална историја, во лошо во смисла дека беше голем поданик на таа власт. Тоа беше Драги Георгиев, сега веќе и академик, што со се го наградија. Значи, човекот исто така, нити институтот не даде комисијата тераше одлично со бугарите. Добро, сега тоа беше плаќањето. Она што сепак мене ми е многу драго, јас сум си многу горда на тоа што имав во тоа време, односно и денеска ми се драги колеги, и Митко Панов, и Наташа Котлар-Трајкова, и Силвана Сидоровска Чуповска и уште неколку други евена не ги спомнам. Тоа се нашите, тоа се колегите кои што навистина сите од џеп си извадивме. Направивме и коктелче едно многу пристојно, не богато далеку од тоа дека ние бевме во можност да го платиме сето тоа. Меѓутоа, имавме 40 учесници на таа конференција. Од конференцијата излезе зборник, приказна, посебна беше зборникот, излегувањето на зборникот. Меѓутоа, се она што сака да минираат не им успеа. И затоа ќе кажам дека јас сум многу горда на тие сите луѓе кои што беа во тој организационен одбор, бидејќи не подклекнаа, не беше воопшто не беше лесно да се направи нешто за Гоцета, замислете 150 години, тоа е во како историска дистанца, тоа е еден толку респектабилен датум. Меѓутоа, тие не најдоа за сходно да дадат пари за буквално ништо. Ние направивме од друга страна и еден многу убав конкурс и за литературни и за ликовни трудови. Многу убави материјали имаше, ги оценуваа посебни комисии, ликовните од Ликовна академија, овие другите ги оценуваа во Институт за македонски јазик и македонска литература. Прекрасни детски творби имавме. Ги наградивме исто така без скршен денар од државата. Тогаш одврзаќе се Драги Георгиев и даде 10.000 денари за да им дадеме некоја парична награда на првите 3 дечиња од двата конкурса. И сакам да кажам дека беше доживување. Толку многу радост имаше кај децата и мислам дека им остана една многу убав спомен. И наградите не беа, не знам, бомбастични, меѓутоа имаше една статуетка која што исто така без пари ние направи за сите добитници, односно за сите учесници на конкурсот. Вајар од Сашо Поповски и
На секое дете имаше по една таква статуетка. Сакам да кажам друго, кога веќе ме повлече на јазик. Ние многу малку знаеме за Гоцета или многу малку го експлоатираме. Така, но еве да ве прекинам само и 150 години потоа, сакале или не, а тие не, Гоце ги победи од родите. Апсолутно. Повторно. Ама и пак. Историјата се се повторува нешто што не може да го разберат. Види, сега споредуваш Афионово зрнце со не знам со што. Значи, тие не постојат во историската рамка, не би ни постоеле ни по 150 години. Гоце и по другиве 150 години ќе постои. Меѓутоа, тие покажаа што може, а не можам да се враќам. Она што, мене ме тишти. Пак ќе речам колку тоа ние не знаеме да си ја искористиме историјата. Пред известно време го читав Душан Илич и го слушав, имаше и едно видео, раскажува човекот надолго и на широко како Гоце унијат Срби, најголемиот српски син, кој што никој досега тоа не го открил. Човекот е историчар. Добри, Колумбо исто така е Србин, така. Човекот е историчар. Бугарин, да. Работи во Институтот за европски студии во Белград. Да го каже тоа некој обичен човек кој што сакал да чита нешто, па прочитал, па не дочитал, ќе речете и во ред. Се прашувате зошто е научник, да речеме, кој што се занимава со наука многу сериозно, зошто не му паднало на памет Гоце да биде Србин? Зошто посакал тој да биде Гоце Србин? Сите ние знаеме дека се унијатско семејство, не открил топла вода, меѓутоа зошто Србин? Гоце Делчев е грамада. Така што таа е и таква грамада, кога ќе ја имате во темелот, темелот не може никој да ви го помести. И токму затоа Гоце Делчев толку посакуван. Од сите. За бугарите да не зборуваме. Кај не веќе ич зборуваме. Дури еден, најде ќе го наречам колега, бидејќи има завршено географија и историја, Фери Арифи. Тој е еден колега кој што во некој си негов пост објаснувал како се Гоце Делчев и неговата фамилија, православни албанци, па извитоперувал имиња ваму таму. Пак ќе прашам, зошто пак сега Арифи сака или посакува или прави фалсификати на имиња само за да го прикаже Гоце Делчев како албанец. Мене еве сега ќе ви кажам, сега ми паѓа на памет еден учебник од 8 одделение. Ако има сега некои гледачи што не гледаат и што имаат деца 8 одделенци, нека си го отворат учебникот. И чинам на 99-та страна има за Гоцето Делчев. Знаете колку е тоа? Тоа се некои, не лажам, може би 12-13 реда. Уште еднаш е спомнат, мислам дека за Солунскиот конгрес и мислам дека за Четничкиот институт. Толку е спомнат. Тоа е се. Да. Ако видиме ние дека во јас ќе земам Бугарија, бидејќи веќе дегутантно за нив да се зборува што се зборуваат за Гоце Делчев. На учебникот во кој што се изучува 19-тиот век, корицата име со Сан-Стефанска Бугарија. Да. Јас не знам... И Европа тоа го толерира, одлично, супер. Албанија нека стави голема Албанија, да сите нека се стават. Значи, ние ако ставиме етничка Македонија, значи она од Димитрije Чуповски, од Москва, која што е во Македонски глас објавена, нас ќе не направат и националисти, и шовинисти, и сите исти, ама пак не исти. Значи, пак сме си ние своји, не сме исти. Исти со другите. Така што мојата замолница би била
да се направи, јас немам такви мојки, немам такво знаење да се направи некоја убава сликовница, на времето имаше една, за нашите револуционери. Македонскава влада, верувам дека толку има средства за да плати луѓе. Мислам дека на факултетот за македонски јазик има еден предмет детска литература. Да не се лажеме. Значи, детска литература е најтешко да напишете. Независно колкав е вашиот интелектуален капацитет или колкаво е вашето знаење за одредена тема. Меѓутоа, вие, еве, јас, например, да пишувам за Гоце Делчев, јас ќе имам најнеуспешната сликовница. Затоа што имате премногу познавања, премногу работи кои што мислите дека треба да се внесат. Не, оние луѓе кои што знаат да пишуваат детска литература, тие знаат да излачат од одредена литература, да го излачат она најважното што е и што на детето може да му се пренесе како приказна. Така што ете, кога би направиле ние или би обновиле некоја библиотека за македонските најзначајни револуционери, бидејќи за Гоце Делчев има во основното, да, за среќа наша сепак, нели, но го значи, има. зборувам за градинки, јас така, не зборувам од мали деца. Кога вие ќе му ја објасните врвицата на еден човек на кој што тие треба да му се воодушевуваат. Меѓутоа, со зборови кои што нема нив да ги заплашат зошто турците, односно османлиите го убиле, или зошто толку народ испоубиле во Илинденското востание. Имаше едни на времето, сега навистина или е исцрпено издание или ги нема. Имаше и една Илинденска епопеја, мислам дека се викаше, знам, сум ги читала јас на моите деца. Нашата цел, нашата работа, нашето постоење како наука е да бидеме во интерес на нашиот народ. Значи, вие како историчар не работите за да имате палати. Ние никој немаме палати, си знаеме. Не сме ни приближно онолку богати колку што, да речеме, одредени лица кои што претходно ги спомнувавме како постојани во секоја власт. Меѓутоа, нашата работа е да оставиме литература од која што ќе црпат и целата таа, значи, историја, е нашето богатство. Еве и по 100 години нека биде. Некој ќе отвори во некоја библиотека и ќе прочита што сме напишале. Ние пишуваме. Значи, ние сме луѓе кои што навистина многу си ја сакаме државата и многу се трудиме од секое камче, на секое камче да му најдеме место во мозаикот. И тоа безпоштедно го работиме. Сега не сите. Некој па сега да ме разберат, па сите, па не сите. Но, оние кои што навистина, еве, и преска некои од нив спомнав, меѓутоа ги има и други, ќе ми простат што не се спомнати. Историјата ја имаме во душата, исто како и македонската држава, исто како и македонскиот народ, и сакаме да го пренесеме, односно да го дадеме максимумот од себе, за да оставиме оставнина од која што нашите потомци нема да се срамат. Значи, јас нема да влезам во историјата како некој што гласал за така наречениот Преспански договор, бидејќи тоа е некоја конечна одлука во која што ние воопшто не сме ни спомнати. Нема да биде моето семејство засрамено затоа што јас пред бугарите сум клекнала и сум рекла да, овој договор кој што е понижувачки е во ред, тоа не сум го направила. Меѓутоа, она што јас имам намера да го направам, тоа е со сите мои сили, со сите мои колеги, да докажеме или да потврдиме дека овие договори кои што се штетни за Македонија, еден убав сончев ден, преку некои други генерации, во некое друго време, деца кои што ќе се хранат од она што ние ќе го оставиме и ќе го напишеме, дека ќе си дојдеме повторно до она кое што е вековно име на Македонија. Поинаку нема смисол, нели? Поинаку ќе биде во ветер. Знаете, имало на времето
една инквизиција која што придонела да нема литература од цели едни периоди. И во во тој период, значи, палењето на книгите било светост. Одолжување, демек, или казнување на сите оние кои што пишувале онака како што некому не чинело. Ние во минатите години, кажувам јавно, немавме проекти. Меѓутоа, што и да напишевме, бевме, нели, попреку гледани. Немавме, дури не добивавме ни проекти од Министерство за култура. Така што ние го преживеавме тој дел. Јас мислам дека во основа, еднаш за секогаш ќе мора да се опаметиме и ќе сватиме дека македонската историја е учителката на животот за Македонија, дека ние како македонци мора да ги слушаме оние кои што ја знаат македонската историја, да не бидеме горделиви, имајќи предвид дека некогаш некому ќе кажете дека овдека сгрешил па го кренал носот, мислејќи дека само нему му е дадено да биде повикан и да биде оценувач на некои туѓи трудови. И повторно, ајде ќе се вратаме на уште еднаш на Гоцета. Многу е интересен тој Гоце Делчев. Во периодот, значи, кога 1896 година има еден Солунски конгрес и Гоце Делчев треба заедно со Ѓорче Петров да прават правилник и устав на организацијата. Ниту едниот, ниту другиот не е правник по вокација. Мислам, се нешто имаат читано, учено, работено, учители, но се. Но не се правници. Меѓутоа, тие направиле такви закони, такви уставот, конкретно, кој што се однесува на целите, задачите, символите, финансиите, се за организацијата. Направено е така, кога ќе го видите, да не знаете дека е работено во тоа време, или да го видите сега исчукан на компјутер, ќе мислите дека вчера е правен. Толку е прецизно, толку е точно, толку секој збор го има своето место и својата тежина, што повторно зборува за таа интелигенција која што од природата дадена им била на тие, не можеме сега да речеме дека и Ѓорче Петров не бил еден од плеадата македонски врвни револуционери. Меѓутоа, целата машина која што одела и која што работела бил Гоце Делчев. Идеите, проектите. И ден денеска неговиот аманет е она што го кажал професорке, значи толку пред 130 години пишува дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија, дали има народ понесреќен од македонскиот и дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија пред 130 години скоро, каже. Ај сега да ти кажам друго. Да. Тој вика вака: јас силата на организацијата ја гледам само со врската преку врската со народот. Да. Значи, народот не му е темелот, тој работејќи за народот му возвраќа. Затоа е Гоце Делчев и после 154 години. Затоа е Македонија, Гоце Делчев. Затоа е Македонија. Не е Бадијала, Гоце е Македонија. Ние сме многу должни на Гоцета. Многу сме му должни. Пак ќе речам, не знаевме или не знаеме да го искористиме, да го исползуваме сето она што тој го има направено, во смисла да си ги запознаеме младите генерации за сето тоа. Јас еднаш останав вџашена кога гледав на телевизија дека младинци не знаат што е 11 октомври, не знаат што е 8 септември. Ние не сваќаме колку е битен коренот. Ние сме стеблото. Меѓутоа, оние веткине, гранкине, кој ќе ги храни ако немаат корен? Ние не сваќаме колку е битно да си ја знаеме нашата историја, светската, кој сака нека ја учи. Меѓутоа, јас, да речеме, бидејќи работам македонско-албански односи, јас треба да знам кои албанци заминале во Софија, значи да ги знам приликите во Софија.
да ја знам македонската историја, за да можам да поврзам албанската историја, за да најдам врските. Така што вие во на оваа територија, вие имате толку испреплетени работи и кога ќе видите дека сите оние најбитни моменти, најзначајни моменти што се случувале во периодот, значи зборуваме сега за Гоце од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, и кога ќе видите дека сето тоа што го работил, го сработил за 31 година. Што ќе било да живеел? Да живеел, не знам што ќе било. Да, меѓутоа се прашувам денеска на 31 година што прават нашите млади, нашите момци, нашите девојки. Друга една причина која што мене, например, ме загрижува, тоа е рак рана ни е заминувањето, меѓутоа неучењето или немањето интерес за да се изучува историјата, македонскиот јазик, нашата традиција, значи ние имаме институт за фолклор. Вие сте диносаурус, јас сум професор по македонски диносаурус и така да. Немаме подмладоци. Институтот за национална историја чинам дека нема асистент. Најверојатно со најновиот закон може и нема да имаме уште долго. Така што ние првенствено што треба да направиме? Првенствено треба да напишеме, да обработиме теми кои што ќе бидат раскажани како приказна за нашите деца и нашите млади, да можат да ги восприемат, се разбира секој на својата возраст. Нема сега на ученици од средно образование да им дадеме сликовница, нели? Меѓутоа, има многу повеќе материјал во учебниците по историја за сосем непотребни работи, според мене, меѓутоа многу малку имаме за Гоцета, имаме исто така многу малку и за другите револуционери. Чинам дека таму на таа 99-та страна заглавието беше македонски револуционери или така некако. Не ме фаќајте за збор, мислам, го имам тоа читано, гледано. Она што пак да не се повторувам, дека грандиозноста на Гоцета Делчев не ја сваќаме. Многу ме жести кога наши политичари, да речам, ќе се трснат да кажат дека Гоце Делчев бил бугарин, не знам што, не знам кој, на држава го тресна, тој и остана жив. Многу е тажно за него, не за нас. Значи секој од нас има некоја своја професија, никој од нас не е сезнајко. Меѓутоа постојат луѓе со кои што можете да се консултирате. Ако му ги видевте советниците, јасно беше тогаш. Независно. Значи, јас сум 38 години во Институт за национална историја. И јас сум една од тие кои што кога ќе дојдело некое прашање кое што се однесува на мојата тема, мене од собрание ќе ми испратат вака куп материјали и ќе ми речат во четврток, во понеделник има седница. Значи вие турбо, петок, сабота, недела, нема петок, сабота, недела. Има седница на собрание, вие мора да одговорите и од говорницата после кажуваат ова и ова од институтот стигна. Значи, вие ако не си го сработите, вие не си ја сработувате платата, вие си го брукате институтот и утре други ден некој ќе ви каже што работата вие историчари. Така се работи. Не значи дека е срамно да прашаш. Срамно е да не знаеш и уште посрамно е да си ја посрамотиш нацијата. Ние бевме многу посрамотени и мислам дека никогаш од тој срам нема да можеме да се испериме, освен, пак ќе кажам, со внесување, односно актуализирање што е можно повеќе на нашите револуционери, на нашата револуционерна борба, на НОБ, затоа што и НОБ е една епопеја на македонскиот народ која што е исклучително крвава. И знаејќи ги сите овие работи, нашиот млад човек никош нема да се дрзне и да рече во било кое својство дека Гоце Делчев бил бугарин, бил ова, бил она.
Меѓутоа, сепак, се е до нас. Ви благодарам што бевте моја гостинка на овој голем ден. Благодарам за поканата. Ми беше чест. И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да ни е честит денот, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.